Наши денешни први гости во емисијата во живо програма на градовите неодамна се усвои законот за употреба на македонскиот јазик. Тука со нас, верувам дека и почесто сте ги слушале, говоревме, зборувавме за употребата, за значењето на македонскиот, особено стандарден јазик, по некако детално колку ќе имаме и време, да го презентираме за приоритетите, за значењето и за важноста пред се за носењето на овој закон, а сега е многу поважна и примената. Добар ден. Добар ден. Професоре, ќе почнам со вас. Навистина сте еден од, како велиме, пишувачите и од главните пишувачи и на законот, меѓутоа и она што навистина, како велевме ние сите, многу бевте пробивен во тоа да се донесе законот. Ајде во кратки црти, знам дека не можеме, меѓутоа ќе ги истакнеме важните приоритети на овој закон за употреба на македонскиот јазик. Значи, точно е дека бев еден од туркачите да се донесе законот, и тоа многу одамна, затоа што бев и член на првата комисија на првиот закон, веќе далечната 1989 година. Меѓутоа, мораме да одадеме признание на Министерката за култура, Бисера Костадиновска Стојчевска, како и на целата служба на Министерството, правната и другата служба, кои што дадоа се од себе овој закон да добие свој конечен лик. Исто така, многу заслужен е Советот за македонски јазик, кој што здушно работеше, веќе не знам на колку број на седници, за да се донесе колку што е можно подобар закон и поприфатлив. Сега многу е важна неговата примена, тоа е факт. Тоа сега зависи, тоа е кажано во законот, од оформување на дополнителни институции кои што зависат со овој закон, инспекторат, помагачи, други институции кои што ќе поддржуваат и така натаму. И сега, ако размислиме зошто е важен е од неколку гледни точки. Првата гледна точка е националното значење. Значи, гордоста дека ние македонците, и не само македонците, сите овде, во државата Република Северна Македонија, имаме еден закон кој што го поддржува македонскиот стандарден јазик. Значи, овој закон го поддржува македонскиот стандарден јазик песа и таму е наменет. Но не значи дека не ги поддржува диалектите, се натаму ќе речам. Второ, поддржува вработување на лектори во сите државни институции или јавни институции, но и лекторирање или поправање, усовршување на текстови од сите приватни институции. Трето, тоа значи едно поголемо вработување на кадри што завршиле македонски јазик, што е многу важен момент. И четврто, овозможува поттикнува, она што го рекол претходно, изучување на научен план на македонскиот јазик, неговите диалекти и воопшто културата што е носи тој македонски јазик. Тоа значи дека вакви закони постојат на секаде низ Европа, особено се важни за малите јазици, ние сме еден од тие мали јазици. Патем ќе споменам словачки, словенечки, неодамна хрватскиот излезе, а патем речено, јас бев и неформален консултант за донесување на овој закон на хрватскиот стандарден јазик и сум многу горд на тој факт. Така што, со една реченица, законот значи голем чекор напред во афирмирањето на македонскиот стандарден јазик. Професорке, и со вас би сакала прво за приоритетот, важноста, значењето на законот, а потоа како подпрашање, бидејќи секогаш некако сме ве прашувале, адмитнато е во законот, така, во делот каде што ние сме засегнати, медиумите, да. Колку тоа ќе значи па и за нас во една развојна, односно да зборуваме во стандардна форма. Значи, професорот веќе го спомна значењето на носењето на донесувањето на овој закон. Со овој закон, всушност, државата покажува дека има еден активен однос кон проучувањето, зачувувањето и негувањето на македонскиот стандарден јазик и неговата широка примена, широка употреба. На овој начин, всушност, државата покажува дека ние всушност сите треба
многу повеќе да се грижиме за нашиот јавен настап, за документите кои што излегуваат од институциите, затоа што сега сме задолжени сите да бидат лекторирани, да поминат низ рацете на еден лектор. Тоа значи во сите државни установи мора да има вработено лектор. Така, значи, јас очекувам дека за година, 2, максим, многу е 3. Значи, за година до 2, сите државни институции ќе добијат лектори. Од друга страна, тоа само покажува дека студиите по македонски јазик стануваат многу конкурентни и дека всушност се отвараат слободни места за сите оние што се сега матуранти или трета година па до година, за да се запишат на македонски јазик и да знаат дека ќе имаат сигурно вработување. Да бидат и потикнати. Тоа е еден голем стимул, меѓутоа... сега околу медиумите, така. Значи, сега ја знаете дека, нели, кажавте дека доаѓам од Институтот за македонски јазик. Веќе кога влезе во собраниска процедура законот, Институтот донесе одлука за организирање курсеви за новинарите. Тоа значи дека сите заинтересирани што се новинари, медиумски работници и така натаму, независно дали во јавниот сервис, независно дали во приватните телевизии, по порталите и така натаму, треба малку повеќе да внимаваат на стандардната употреба на македонскиот јазик и од тие причини Институтот нуди курсеви за всушност за усовршување. Ние сите знаеме дека ние се трудиме да зборуваме колку што можеме литературно. Македонската телевизија предничи и радио. Македонската радио телевизија предничи во ова. Драго ми е. Многу ми е жал што оние ваши школи што постоеја се нели престанаа со текот на годините и убаво би било можеби да го обновите тоа, токму во интерес на новиот закон за употреба на македонскиот јазик, но во меѓувреме еве ние се нудиме да ја подигнеме културата, јазичната култура на сите. Зошто? Затоа што правилната употреба на македонскиот јазик почнува во домот преку медиумите. Така. Младите тоа треба да го слушаат, така, да го восприемаат и вие како новинари тука имате незаменлива улога. Никој друг не може да го надополни тоа, да го надополни тоа што вие можете да го направите. Токму на оваа тема, ама професорот Спасов ќе го прашам. Ние новинарите са ја малку генерално прашувам со законот за употреба на македонскиот јазик нели, постојано некако и на јавните трибини и сите оние расправи за инспекторатот. Во делот на глобите, како ние ќе бидеме, не само новинарите, генерално зборувам, бидејќи ќе биде применлив во сите сфери, во делот за инспекторатот. Значи, треба ли јавноста да се плаши? Значи, јавноста треба да се запознае и не треба воопшто да се плаши, бидејќи глобите се ставени за тоа што така треба да биде, нели? Меѓутоа, глобите не значат некои полициски акции, не знам се какви, туку глобите значат потикнување и евентуално предупредување, особено на пишаните текстови или она што оди од оздола. Да, ние тоа новинарски крол го велиме. Да, тоа значи... Да нема тука правописни грешки. Да, нема, бидејќи се сеќаваме такви правописни грешки. Ако се сеќавате, ние неодамна, можеби 2-3 месеци има, зборувавме токму на оваа тема. И дали се сеќавате дека беше кажано токму на вашата телевизија дека во Струга има многу ајкули, а се мислеше на јаголи, да рече. Да, ова беше очигледна право, мислам, печатна или не знам каква грешка, но... Може како лапсус, не знам како да го наречам. Да, грешка, лапсус, да. Меѓутоа, сега тој што го напишал, ќе погледа едно 3 пати, нели, што е нормално, пред да се појави вакво нешто, бидејќи нема потреба, нели, да се... Сега, ако ме прашате натаму, јас би сакал, ако ми дозволите, за меѓународната компонента на овој закон.
Значи, овој закон... професоре, само да споменам, значи, во самиот закон е споменато дека прво имаме опомена од инспекторатот. Да, го рекоме. Да, прво е опомената, а потоа се следи потоа се дури казните, значи прво е опомената да им кажеме на медиумите и на сите што треба да го применуваат, на секој, дека треба да се потруди. Сега, Добро, глобите, се извинувам, професоре, глобите може да се однесуваат и за лектор кој што ќе го знае јавноста, а има направено правописни грешки. Значи, ако сме веќе на таа тема, имаме јавување на книги или на портали, кои што се трагични во однос на правописот, во однос на граматиката и така натаму. И сега, следи една опомена, а потоа ако се продолжува со таа практика, нормално следи некоја казна која што е во различна висина. Во законот се споменати од до. Тоа. Сега меѓународната компонента, што значи тоа? Во преговорите со Европската Унија, ние треба да направиме и веќе правиме еден мал милион, што се вели, документи на убав македонски стандарден јазик. И тоа се преведува, се поправа, се лекторира и се пушта во официјална употреба. Значи, се представуваме пред светот или пред Европската Унија и пошироко со еден култивиран јазик. Тоа е многу важна компонента. Сега, досега го имаше тоа во законот, меѓутоа не доволно истакнато. Така што можам да кажам дека овој закон влегува сосема потребно во преговорите со Европската Унија и натаму се, колку ќе трае, тоа е друга тема, меѓутоа го правиме она што го бараат од нас. Бидејќи македонскиот јазик станува еден од официјалните и веќе и станува се повеќе и повеќе еден од официјалните јазици и службените јазици на Европската Унија. Што сакаме повеќе, мислам, повод пристап. Така, да. Ако зборуваме, имаше полемики и расправи, зборувам во, можеби, професорската фела. Сепак, колку што вас сум ве слушала, се однесува за употреба на македонскиот стандарден јазик. Да. И навистина тука јас еве тука го имам и законот и сега нешто што на почетокот на законот во член 4 убаво е да го прочитаме, а многу кратко е, вика: примената, заштитата, унапредувањето и збогатувањето на македонскиот стандарден јазик и неговото кирилско писмо се опаѓа. Тука има многу подточки, меѓутоа нешто што многу е важно, навистина да се стремиме во стандардизираната форма на јазикот. И за полемиката зборувам во делот на тука имавте доста влијанија и, како велиме, и од дали се грижа или са каков збор, да не сгрешиме во прашањето, а тоа може да го подлечи одговорот во делот со книжевната фела, да кажем, со книжевниците. Да, со право имаше тука дискусија и добро е што имаше дискусија, меѓутоа на крајот се искристализира дека книжевниците го применуваат, го употребуваат јазикот. Нашата задача е проучување, негување, ширење. Значи, и тука се договоривме дека најмногу беше околу тема кој може да биде лектор. И со оглед на тоа што исклучително многу, тука е македонскиот јазик и граматиката се први предмети. Специализирани студии се тие, да. По граматика, так. По правопис на македонскиот јазик. На крајот се дојде до ова решение и книжевниците помагаат. Меѓутоа, во употребата на јазикот, потоа во имплементацијата на она што ние го предлагаме, што го предложивме и што се усвои, и до сега лекторите можеа да бидат и надворешно ангажирани лица. Овој закон инсистира дека во сите државни институции, медиуми, јавни институции мора да има вработено лектор. Значи, што е сосема различно. Зошто? Затоа што досегашната практика покажа еднаш подпишан лектор го користат без да ги види вестите што ќе се читаат, нели, соопштенијата и така натаму, и потоа ете ги грешките тука. Вака, кога има лектор кој што го заработува парчето леп и кој што знае дека одговара пред законот и пред инспекторатот, здравие Боже, кој ќе биде, нели, тогаш тој исклучително внимателно ќе си ја работи својата работа. И сега да се надовезам, и досегашната практика е таква,
што ниту еден магистарски или докторски труд не може да помине без подпис и печат на овластениот лектор. Фактички се работи за еден занаед, нели? И тоа е добра практика, се покажа дека имаме еден убав јазик, убав стандарден јазик во научните трудови. Тие се печатат натаму како книги, така што ништето, нивото е издигнато на употребата на стандардниот јазик. Кој може да биде лектор? Како се доаѓа? Како е постапката до лекторска лиценца? Како се види? Ќе си заврши студентот македонски јазик или македонски јазик и книжевност. Така, и потоа ќе полага и треба да положи лекторски испит. Пред соодветна комисија. Пред соодветна комисија, што ја формира Министерството, така си стои во законот, така беше и досега, нели? Досега последниве две комисии, затоа што имаше еден прекин неколку годишен, не се полагаше воопшто лекторски, па затоа потоа имавме недостаток на лектори. Сега веќе имаме 5-6 години веќе се полага лекторски испит. Беше по предлог на Советот за македонски јазик, меѓутоа министерот ја потврдува и сега и со овој закон е така, министерот ја бира, ја потврдува комисијата и пред таа трочлена комисија се полага испит. И овој испит не е воопшто едноставен, зошто? Затоа што всушност го заменува оној државен испит. Тоа е тоа. Тоа е тоа, всушност и во законот стои дека до животен е тој, траен е. И сега и што ме траен мора да се покаже знаење од граматика, од правопис, нели, писмен, устен дел, рачно, па на компјутер и така натаму, како се врши лекторирањето. Меѓутоа на крајот всушност тој е лиценциран. Тоа е лиценцата, тој е лиценциран лектор. И сега она убавата работа. И овој закон ја крена свеста, што е добро, кај македонците кои што име македонскиот мајчин јазик, и не само кај нив, кај сите други, од градинките, ако смеам да кажам, до највисокото образование, дека вреди да се зборува на стандардизиран јазик, како што зборуваме на англиски стандардизиран јазик, нели? Имаме степени на знаење, и дека тоа носи некој добробит во текот на работата, во текот на кариерата и така натаму. Многу се радувам кога ја слушам внуката како ја поправа својата баба. Бабо, не се вели вака, туку онака. А бабата вели, јас не знам, јас ти зборувам на скопски, да речеме. Меѓутоа, тоа е убав знак. Тоа е добар знак. И тоа значи дека свеста е крената, дека постои јазик кој што треба да го почитуваме. Нормално, дека кога ќе дојдам некаде или некој ќе дојде, да речем, дома, нема да зборува стандардно, ќе си зборува дијалектот. Дијалектите се културно богатство на македонскиот јазик. Има уште многу теми, уште само јас околу лекторите. Да, така. Значи, последниве месеци, откако се спомна дека во новиот закон имаме посебен дел за лекторите и за можноста за нивно вработување, се зголеми интересот за полагање на лекторски испит. Министерството за култура го организира, но се случува во Институтот за македонски јазик и затоа ги гледам. И секој месец ние имаме се повеќе и повеќе кандидати кои што доаѓаат да си го положат лекторскиот испит. Сметајте, меѓу нив има и луѓе што завршиле пред неколку години и повеќе македонски јазик, но не успеале да влезат во струката за тоа што го студирале. Ова им е одлична можност. Ја гледа својата шанса за добра кариера. Многу ми се допаѓа, само ќе завршам во членот 4 има во четвртата точка избегнување странски изрази и заемки и нивно заменување со соодветни поими од македонската лексика и фразеологија. А навистина ние новинарите во изобилство потребуваме и заемки и странски зборови и интернационализми, меѓутоа на таа тема можеби пати сме зборували. Не само вие, туку да речеме и младината многу сака да употреби некој англизам, нели? Бидејќи го сметаме тоа за шик, за вака хај, за престиж и така натаму, но да, ние се трудиме сега да потикнеме, барем кај интелектуалците, употреба на домашни зборови, бидејќи навистина ги имаме.
ги има во Визобелсо. Навистина ви благодарам што бевте гости во денешната емисија во живо. Не застануваме тука во Ние ви следна благодариме затоа што на крајот на јануари е донесен законот, 8 дена, вие сте меѓу првите што откако е влезен во сила законот, нели 8 дена од објавувањето во службен вестник, вие сте меѓу првите што организираат ваква средба, разговор на тема. Ми особено драго кога станува. Ви благодарам и кога станува збор за македонскиот јазик, особено за стандардниот, во стандардна форма. Нас ни е тоа на новинарите алатка и на вистина треба да го употребуваме во правилна стандардна форма.